Аз ќе го замолам господинот Ташко Белчев сепак да каже нешто за ова негово дело. Добро, по тој случај ќе ги испуштам малку и ноците. Ако дозволите. Па видите, мене за ова книга не ми остава ништо да кажам, бидејќи, како што чувте, мојот промотор не остави ни една глава нечачната. Само една. Тие што ги прочитале претходните книги, трите претходни, сигурно дошле до заклучок дека македонците, се мисли на древните македонци, за кои денес нашите академици, дури вечерава го чув од еден еминентен писател македонец, дека некои академици тврдат немаме ништо општо ние со тие македонци. Не знам тука што да кажам, но вие треба да знаете едно. Јас го посветив животот мој, така, за овие работи, ако ви кажам дека уште пред 35-40 години знаеја моите студенти, да не ве чуди, бидејќи уште како студент јас на Варшавскиот универзитет, кога се роди идејата да се запатам со минатото на најдревната цивилизација и култура во Европа, а изгледа и во светот, тоа е древно-македонската, ние минавме низ 3 големи, совршени цивилизации, каде што имаше не само тоа, како што чувте, митологијата, која истовремено е и теогонија, тоест наука за создавањето на многобожството и монотеизмот, корените ги има тука во оваа земја, односно малку подолу на југ во Олимп. И штом грците се разбира ја зеле таа земја им ја дале по право 13-та година, зошто денес се сметат за посетувачи така на своје минато. Тоа е нивно право. Но ние треба на светот, и тоа на секој начин, треба се најдат луѓе, така да помогнат во ова област. Јас сум охрабрен, бидејќи се појавија повеќе мои соработници, да се рече, во повеќе земји, и пред се ги почнам од нашите северни соседи. Тука е генералот Домазетовиќ, така, особено со неговата последна книга, иако од воен успех наоѓа дека србите во 8-миот милениум пред нашата ера војувале со кинезите. Тоа не е поопште случајно. Јас потполно го делам тоа мислење, затоа што нашите прадедовци, венетите и финикијците баш од тамо тргнале, од тамо и дошле. Така, Индија, името кој го носи денес, тоа е од некогашните Винди. Така, а за германците Винден или Славен, тоа е синоним. Така, и другите кои дошли по море, тоа се пелазите. А пелагос на грчки јазик, тоа е внатрешноста на морето. И што тамо биле, зошто да го исклучиме ние некаде го нашол. Така, не го докажува со кој знае каква аргументација, но самиот збор дека србите војувале со кинезите,
а Индия граничи с Кина. Така. И еден таков гений, како што беше Ришков, кој на 85 годишна возраст ја напиша најзрелата негова книга на оваа тематика, тврди дека слон, што го употребуваат само словените, така, сите други го викат елефант. Слон е стар 8 милениуми. И откаде доаѓа? Кога били изтеснети од Индија нашите, така, тие се крија зад слоновите. На руски тоа би било заслањали, се заслонуваа. Така. И никој не може да го оборе тоа. Првата наша цивилизација, која почнува некаде во старата камена ера, така, па преку мезолитот, неолитот, бронзата, железото, таа е една цивилизација толку богата, ја чувте, не само едностранно, но повеќе страни. Речи си скоро сите области на науката се застапени во неја. Ги чувте зборовите. Без неја ништо не би имало Европа. Ни име. Европа е ќерка на Феник. Еден од најстарите кралеви на Феникија. Така. Тоа е таа стара цивилизација. Така. Ако некој се најде со понови податоци, нека повели. Ние колку можеме ќе му одговориме. Ако не, ќутењето е согласност. Така е. Втората цивилизација е цивилизацијата на теменидите. Макс Ласмер вели во неговата книга, а разгледува околу 3500 топоними, кои ние ќе ги помножиме најмалку со 100. Вчера добив писмо од Канада и ми ги праќа еден исто така приврзаник и близок на Одисеј, вика, нашето село за кое Вардле во картата пишува таа карта дека е стара, односно геолошката, археолошката карта на Македонија е стара 50.000 години. Има една пештера и еден череп. И тој череп изнесува 50.000 години. Тоа се 50 милениуми. Вика дека твоето село, Пателе, Три крста, црвена точка, потекнува од неолитот. Така, се разбира, јас се гордеев како славист, кога слушав дека солунскиот диалект, например, бил литературен јазик, така, и за русите, и за сите словени, па и денес, и бугарите, и србите, во црквите, уште го пеат, така, умрените и тие што ги крштеват или свадбите, уште го употребуват солунскиот диалект. Тоа е она третата цивилизација, за која требаше покасно да ви речем, но втората цивилизација е од многу големо значење исто така. Тоа е цивилизацијата на теменидите, со кои почнав јас Макс Ласмер, вели дека теменидите, а има неколку топоними од грците и од русите и од други топонимичари запишани. Така, Теменидион, па турските зборови до тој чифлик додаден, останале, вика, од некогашните македонски кралеви, така, почнувајќи од Аминта и завршувајќи на Наполеон IV.
т.е. синот на Александар Велики. Това се сите терминиди кои потекнуваат од рупишта. Како седмо поколение, некаде најдено запишано. Така, од рупишта. А рупишта е надвор од Костор на неколку километри. Така. Таа е она втората цивилизација што ја ширеше Александар по смртта на татко му, пак назад до Индија. Оттамо, од кај што дојдоа нашите предци. Од Индија. И сега видите, какви парадокси. Шириме македонска култура, цивилизација за обединување на народите, така, а викат дека тоа е хеленизам. Лагане квадрат, а може би и на трета степен. Како може еден народ кој војува со свое име, со свое името, со таква цивилизација зад грбот, така, да шире хеленизам? Па хеленизам, кога? Ако земеме ние да споредуваме со ова, тоа беше вчера. Успоредба, грците се историски народ. Тие тргнаа заедно со финикијците, истиснати од арапите, во 12 век. Некаде мојот колега гениалец по тие прашања го нашол некаде 13 век. Јас се базирам на повеќе на западните научњаци, прибрани од русите во учебникот Стара Грција. Како предавање. Тие дошле на вистина некаде околу 8 со 9 век од последниот милениум, но само на неколку места, на неколку острови. Тие биле мал народ. Тие дошле како пирати прво. И така постепенно го заземува Пелопонес, а грците не знаат што е Пелопонес и до денес уште викаат Пелопонес. Пела, тоа е половина. Така, Нес е остров. Старите, нашите преводоци имале 3 имиња за островите. Така, Неси, а за грците Ниси, со ита, така, Неси, што значи нешто занесува. Тоа е водата. Од каде и да дуе ветерот, кружи вода. Остров, струи, оток, течи. Видите? Коренот е ист. А грците не знаат, како што не знаат, да речеме, што е тоа коренот. Така. Коренот е кора, а од кората старите правиле корита. А Коринтскиот залив навистина да личи како корита. Така. Видите, со тие работи се занимавам јас во втората книга и де факто обработувам околу 35.000 топоними и микротопоними. Тоест топоними и атарски топоними. Ова што ви реков дека мојот соселанец Стефо Букчев ми испрати вчера и ми набројува дека моето село Пателе, кое потекнува од пред 6 до 7.000 години пред нашата ера, така, има 174 микротопоними. Сметајте сега, Пасмер, да го помножиме со таа бројка. А тие постоа, тие топоними. Еле, ние донесовме од Турција толку кетати, така? Турците собирале од секаде ова данок, така? Да. И секоја нива тамо била запишена како се викала, така? Така, секој ќош, секој етек, секоја бразда, така. Тие се постоја. Доволно е да дадат браќата
некаква възможност, барем толкова. Да се оставим една екипа, един човек нищо не може да направи. Една птица, една птица пролет не носи и ако не го вестува. Да. Втората цивилизация, тя знаете дека тоа е македонистичка. Тоа што го ширеше Филип и Александар, тоа беше дело на македонците, а не на хелените, кои до денес нашите тука срамота е да им кажат. 30-40 години да осакатуват млади генерации, да не си го знаят своето минато. Това е срам. Третата цивилизация, тоа е исто така голема, значајна, до некаде и гениална, бидејќи славенскиот диалект, сите го сметаа за прасловенски јазик. Книгите што ги преведе од грчки сега на македонски, така, светите книги, Евангелија, така, и така натаму, така, тоа беше од грчки на солунски диалект, на диалектот, кај што живееше Лав или Лев, таткото на Кирил и Методи. И постои до денес пишан документ дека како вика нема дојдете да ширите христијанство меѓу словените и како ви се плашите дека вие не знаете кога сите солуњани зборуваат словенски. Да. Прашањата, како што ви рекла, ваши утре ќе дискутираме.